Имаше една многу интересна, една приказна како во фабриките, во кубанските фабрики кај што прават пури, нели? Мали некои такви погончиња во Куба, а и кога дошла во Америка, кога кубанците кога мигрираат, како имало секогаш еден човек, тоа му била професија, го плаќале да им чита. Како радио што нели Мгм. нема радио, нема телевизија, и тој си седи професионален читач и луѓето си работат и слушаат. И како после некое време се вртале са некои книги, некои од нив на памет можеле да изрецитираат цели книги, цели романи. И многу ми беше интересно, за денес скроз пак се враќаме на технологијата, скроз го има исфрлено тоа, меѓутоа потребата да слушнеш приказна, да уживаш во приказната, таа не изумира и нема ни да изумре никогаш. И ми беше феноменално тоа, како професија денес да ти кажат. Са добри имаме денес аудио книги, па некој ти чита друг. Меѓутоа така да седи некој на столче, луѓе си работат и си слушаат